Добре дојдовте назад. Време е за нашиот прв разговор на денот. Тука е во студиото до мене е градоначалникот на општина Петровец, Борчо Митевски. Му посакуваме добро утро секој утро. Добро утро. Имаме предвидено интересен разговор, интересни прашања, барем актуелни во јавност, ајде ќе ги кажем. Прво да почнеме како што почнавме и со градоначалникот на општина Киселавода, Филип Темелковски. Како општина Петровец се справува со корона кризата и вие лично? Па јас може да бидам горд на моите жители, на моите сограѓани, бидејќи ги почитуваме препораките од владата на Република Македонија, бидејќи знаеме дека вирусот стварно постои, а ние како општина, значи презедуваме мерки, не само што извршиме дезинфекција на сите училишта, на градинки, на амбуланти, на општината, значи извршиме дезинфекција и на сите верски објекти, и на цркви, и на џами, и на манастири. Извршиме дезинфекција на сите улици во сите населени места. Земаме некаде, до сега имаме земено некаде околу 4000 маски и на сите луѓе кои доаѓаат во општина им даваме маски кои не носат, а исто така и по населените места, и Петровец, и Рожаничино, Долно, Средно Конјари, значи однесуваме маски, даваме на луѓето по населените места заштитни маски. Така. Во однос на самата функционалност на општината, ова е сепак нели светска пандемија, ова е пандемија. Како влијаеше? Дали ви Значи се намали бројот на луѓе кои имаат кои доаѓаат да се завршат работа и тоа драстично се намали бројот. Пред 2 месеца влегува по 20, по 3 луѓе во општина да се завршат работа, за разлика од сега последниве 2 недели. Тоа веќе се зголеми и тоа доста, значи дневно имаме некаде по 20-25 луѓе кои доаѓаат, си завршуваат обврските што ги имаат во општина Петровец. Со попуштањето на мерките фактички се Со попуштањето на мерките се зголеми и бројот на луѓе кои доаѓаат да си завршат потребите во општината. Така. Ние како Алфа телевизија имаме намера и токму во моментов имаме екипа на терен која снима таму, имаме конкретно огромен проблем на жителите долж течението на реката Пчиња. Тоа е можеби она што ако досега не беше доволно актуелно, еве ние ќе направиме се за да го актуализираме, бидејќи нели сме на страната на народот како телевизија. Имено за што се работи? Фирма концесионер повеќе од 1 деценија таму сече дрвја, копа песок, има нели концесија за ископ на песок, со што фактички им ја загадува водата за пиење на локалните жители, им го уништува земјоделското земјиште. На какви работи, дали знаете, се има обврзано овој концесионер кога е добил дозволата? Од аспект на животната средина, незината заштита и така натаму. Значи, они имаат 2 дозволи. Едната дозвола е за ископ од концесиско поле, тоа е меѓу Долно Конјари и Средно Конјари, но поголемиот проблем што настана е тоа што АД Водостопанство со претходно добиено дозвола од Министерството за животна средина и просторно планирање распиша тендер за чистење на речното корито. Значи за чистење на речното корито од Горна Конјари до Катланово. И тука настана големиот проблем. Буквално не се чистеше речното корито, него речното корито се уништуваше. Значи, тој што концесионерот што ја зема работата, он не ја работеше работата, него ја даде на подизведувач. Како тоа смее тоа да го направи? Дали е тоа законски е? Не знам колку е законски, важно доаѓа инспектори од животна средина, доаѓа и од МВР, доаѓа од секаде и секогаш работата завршеше, да, имаат документи, ама речното корито со елаборат се знае. Ајде вака да почнеме од почеток. Ајде да објасниме за гледачите процедурата. Која е процедурата што ете таа фирма концесионер треба да ја направи за да го добие тоа земјиште под концесија? И не, значи, кои сите институции се инволвирани во ова? Значи, проблемот е што АД Водостопанство Скопско поле бара дозвола за да распише тендер за ископ на песок и чакол од речното корито, со изговор дека ќе се уредува речното корито. Далеко од уредување на речно корито. Значи не се уредува речното корито, него речното корито се унаказува. Тоа сакав и да го констатирам. Нашите екипи кои беа на терен фактички увидоа дека дел од течението на Пчиња, дека речното корито е изместено. Значи мештаните се бунат. Зашто
се копа кај ќе се стигне потечењето на речното корито. Па им ја загадува водата за И пиење. се загадува вода за пиење и Земјоделското земјиште им се уништува. земјоделското земјиште, значи целиот проблем е што АД водостопанство гледа да дојде до пари. Значи распишува тендер и продава песок. Значи тоа е проблем. Најголемиот проблем на мештаните е да не се дира речното корито на реката Пчиња. Тоа е проблемот, значи Горно Коњари, тоа е проблемот и Средно Коњари, тоа е проблемот и Долно Коњари, Катланово. Значи да не се дира речното корито. Ние конкретно стапивме во контакт со жители од селото Средно Коњари. Да. Тие дури дотаму одат што велат дека можно е да бидат принудени да се одселат од своите родни огништа. Што имате, и тие се жалат на молку од надлежните институции, конкретно од Министерството за економија и животна средина. Што имате вие како градоначалник превземено да им помогнете, да им... Значи сите председатели Бидејќи тие се жители под така. ваша заштита. Значи сите председатели на местни заедници, како на Горно, така на Средно, така и на Катлано, дојдоа кај мене. И рекоа, градоначалник, ние ќе пратиме писма, дописи до сите институции. Не викам. Вие ќе пратите писма, но преку општина Петровец, да има поголема тежина. И се што има проблем, значи ги пишавме писмата, заверени во општина Петровец и препратени до сите институции. Како до владата на Република Македонија, така до животна средина, така до МВР, така до АД водостопанство. Има неколку состаноци кај мене во општина, значи и од животна средина, и од водостопанство, и концесионерот, и мештаните. Значи не може, сите се држат до законите. Значи АД водостопанство вика ја имам регуларно отворено тендер и фирмата Прогрес Компани го има земено тендерот. Додека жителите викаат не даваме да се копа зашто се спушта нивото на реката Пчиња и бунарите остануваат без вода. И тоа е проблемот. И луѓето не се од вчера на улица, значи тие се веќе година и нешто нонстоп протестираат. Нонстоп протестираат, но некако барем според решавањето, односно нерешавањето на проблемот, некако делува како надлежните институции да едноставно не ги интересираат овие жители. Надлежните институции пред избори ќе дојдат, ќе ветат дека нема да се копа, ама тоа пред избори. Ама не е така. Ево ја имам писмо тука од 17.3. од животна средина, повторно побарање на 17.3. значи само пред 15 дена. Да. Повторно барање од АД водостопанство да се чисти речното корито на реката Пчиња во Горно Коњари. Повторно барање. Значи, наместо да се сопре работата, тие луѓе што патат таму, да речат, чекај, тоа не е мал број, тоа се некаде околу 3000 жители по тоа течение. Они повторно си тераат по свое. Значи, како ќе му дојде, ја обновува постапката, ја дава сосема нова... Нова локација 780 метри, Горно Коњари на потек од таму до таму. Само да разјасниме, тоа исто е фактички долж течението на Пчиња, која доколку и тоа се направи, повторно ќе бидат засегнати овие жители, така? Па нормално. Тогаш највише засегнати ќе бидат жителите од Горно Коњари. Така. Значи, над нивното село се копа. Тоа е на територија на општина Куманово, али општина Куманово е на 200-300 метри до населеното место Горно Коњари. Се извинувам, имате ви испланирано какви чекори ќе превземете по ова прашање, за да им помогнете на жителите? Не, значи, тоа треба Максим Димитриевски, биќе на територија на општина Куманово, да даде негативно мислење. Значи, они мора да се обратат до општина Куманово. А тој дел е веќе под општина... Тоа е под Куманово. Значи, негде околу километар и пол е на територијата на општина Куманово. И он треба Министерството за животна средина да се обрати до Куманово, општината Куманово и Куманово, какво мислење ќе даде, не знам, али по логика нешто би ќе го знам ставот на Максим Димитриевски. И он излезе на прес и кажа дека застанува позади жителите од населените места, дека треба да даде негативно мислење. И ако даде негативно мислење, пак дискреционо право е на Министерството за животна средина дали ќе го прифати тоа негативно мислење или нема да го прифати. Може и да го игнорира негативното мислење,
и повторно да распиша тендер. Тоа се навистина загрижувачки информации, но добро, ќе видиме, ќе побараме ние како телевизија, ќе побараме освен став од жителите, ќе побараме став и од концесионерот, моментален, значи што е ваму. И секако од надлежните министерства, од економија и од животна средина, затоа што еве ова што го кажувате е навистина загрижувачки. Во ред да продолжиме понатаму во однос на општината. Што е со индустријската зона Чојлија? Па тоа може да кажам дека стана хит во Република Македонија, бидејќи имаме повеќе од 84-5 инвеститори кои имаат купено парцели и некаде на лице место некаде околу 60 објекти веќе се градат, од кои 6-7 објекти се завршени и функционираат. Значи, функционираат например Тинекс, Мак Петрол, Квембергер, Подравка, Волво више ни дојде што се вика со представништво, Флора, да не ги набројувам, има доста. И поради големиот интерес на инвеститори, јас почнав поставка уште пред 2 години, каде што добив пренамена на земјиште уште на 30 хектари. Значи ќе имаме нови 24 парцели, каде што ќе може нови 24 инвеститори да купат. Ја проширувате фактички? Ја прошируваме. Баш така, ја прошируваме индустријската зона уште за 30 хектари и ќе биде најголемата индустријска зона во Република Македонија. Во однос на вашата соработка со централната власт, како оди барем до сега? Па воопшто не сум имал потреба, бидејќи пренамената на земјиштето за мултифункционалната зона Чојлија беше направена во времето на владата на ВМРО ДПМН. Пренамената на земјиштето на виќе населбата у Катланово исто беше направена во времето на владата на ВМРО ДПМН. Во Средно Конјер имаме нова населба со 101 парцела за домување и таа ни е готова некаде за 2 месеци, 2 до 3 месеци, и таму ќе имаме, значи, имаме голем интерес на купување на парцели и може да се пофалам дека општина Петровец, значи, како Средно Конјери, како Катланово, виќе населба со 71 парцела, така имаме направено и план во Ржаничино со 150 парцели, каде што 90% се веќе продадени и доаѓаат, живеат млади и брачни парови од град. Значи, имаме она миграција. Да, имаме миграција град, село. Значи, млади брачни парови ни доаѓаат и се населуваат и една од главните причини, ја мислам дека со коронава, значи видоа дека кога ќе го затвориш човек 80 и кусор часа во изолација, во 4 зида што се вика во стан, е друго, а друго е да си во село и да имаш двор, да имаш бавча, значи нема да ги почувствуваш тие сати на изолација. Така. Дали имате предвидено некои, се предпоставувам дека со корона криза малку и се ставени на стендбај некои работи, но дали имате некои проекти што им ги имате ветено на жителите на општината, бидејќи ова не ви е прв мандат? Ова ми е трет мандат и ние не застанавме. Значи продолжиме да работиме. За време на короната ние направиме во Ржаничино 500 метри пешачка патека. За време на короната и ја пуштиме во потреба. Во Катлано направиме 600 метри пешачка патека и една улица од 120 метри. Во Горно Конјери направиме канализација од 400 метри. Во завршна фаза ни е спортска сала во Средно Конјери, спортска сала во населено место Катланово. Во Петровец, значи преку Бирото за регионален развој имаме 3 проекти. Едниот проект ни е асфалтен пат Ржаничино Чојлија и 2 проекти канализација. Значи имаме некаде околу 1600-700 метри канализација пуштаме низ Петровец, значи со од завршување на овие 2 проекти Петровец ќе ни биде покриено со некаде околу 90% со канализациона мрежа. Ќе ни останат само уште едно 4 улици во Петровец и најголемото населено место, тоа што го ветив на граѓаните дека овој мандат Петровец ќе биде покриено со канализациона мрежа, тој ќе се оствари. Бидејќи јас имам уште година и пол до крајот на мандатот, а само уште 4 улици да се постават канализациона мрежа, значи
ќе се Тоа реализира. беше практично ветено во програма беше. Да, Како во програмата ветено, значи канализациона мрежа Петровец, канализациона мрежа Роженичина. Канализациона мрежа Катланово 100% покриена, направено е. Значи и канализациона мрежа Горно Коњери, таму имаме уште 20% да довршиме некаде споредни улички. Уред, а што е со фондовите на општината? Дали имате помош од некаде или стриктно ваши се фондовите, сега да кажам на општина Петровец? Значи пред се со продажба на земјиштето во мултифункционалната зона Чојлија и инвестираме во зоната со поставување на водоводна мрежа, со поставување на канализациона мрежа, со тампонирање на улици и делот од парите го префрламе на канализациони мрежи и на изградба на инфраструктура во населените места во Петровец. И како што кажа преска, значи имаме 3 проекти преку Бирото за регионален развој, значи добиено и веќе во завршна фаза е реализацијата на канализационите мрежи. Так, значи вие фактички на некој начин се самофинансирате буквално од тоа од продажбата на 90% парите доаѓаат од продажба на земјиштето. И сега овие 30 хектари порано кога мултифункционалната зона Чојлија не беше атрактивна, буквално земјиштето се продаваше по евро до 3 евра. Далеку е, сега беше тоа време, сега е многу атрактивна и сега еден квадрат, почетна цена електронски ќе иде 1 евро, но очекувам некаде да стигне цена од 15 до 20-25 евро. Добро, во ред. Исто важно прашање, планирате ли да се кандидирате за уште еден мандат? Тоа ќе одлучи народот, а пред се ќе одлучи извршниот, односно Централниот комитет на ВМРО ДПМН. Добро, во ред. И едно прашање што морам да ве прашам, тоа всушност и планирав прво да ве прашам, но да се држиме нели до некој редослед. Што е со вашата веб страница? Мислам, живееме во 21 век кога институции, партии, секакви општествени чинители се буквално се фалат на некој начин со ниво на транспарентност. Меѓутоа еве јас кога барав инфо за општината не можев да најдам никаде вебсайт на општина Петровец. Имаме нова веб страница од пред еден месец. Претходната аплицираме во UNDP, бидејќи гледаме да заштедиме секој динар, иако имаме средства, но сепак гледаме домаќински да работиме. Бидејќи они понудија веб страна да направат како што треба, бидејќи претходната беше во катастрофално лоша состојба. Изгубиме 2-3 месеци, ништо од таа веб страна нивна, бидејќи аплицираме и без пари ветија дека ќе направат, не ја направија. Затоа од пред месец дена имаме нова веб страна, може и да отворите. Значи, пред се, значи ставен е буџетот во последните 3 години, но ја инсистирам да се стави буџетот откако сум јас на власт, тоа се во последните 10 години. Бидејќи јас не се локални избори, немам потреба да се фалам, но ја мислам дека сум еден од ретките градоначалници во Република Македонија, каде што за 10 години немам потрошено ниту денар, ни за патни трошкови, ни за дневници, иако сум бил и во Брисел, и во Италија, и во Чешка, и во Словачка, и во многу земји. Собствен буџет тоа. Да, значи имам плата и од платата си трошам и за јадење, дневници воопшто ни една дневница немам земено, може и да отворите на нашата веб страна ќе видите. Значи сега во моментот функционира 2017, 2018 и 2019. Значи мојот буџет е за 2017 0 потрошени денари, 2018 0 потрошени денари, 2019 3800 денари. Во ред. Ви благодарам многу на гостувањето. Ви благодарам на поканата.